Океј, сега ги речете што смисла овој кликбейтеров, или па може да стварно се збогува со неговиот YouTube канал, со неговата кариера. Сигурно сега чекате да увалам некој јак едит у ова, да кажам нека за ебанција. Ова ќе биде само едно искрено видео кај што ќе кажам работи што обично избегавам да ги кажам пошто ми се лейн. Најверојатно и на поголемиот дел од вас ќе ви бидат лейн. Ако искурчи видеово, слободно гасете го, нема да се навредам. И онака ова ќе ми биде неедитирано видео пошто стварно нема поента да правам било шо. Но тие што останаа да се враќаат на мојот канал само за да се насмеат, ова видео ќе им биде страшно досадно. Тие што го сакаат Иван Ајнштейн затоа што е Иван Ајнштейн, нема да зажелат што гледаат видео. Напротив, мислам дека многу ќе ве израдува. Така да еве 5 секунди кој не го интересира, нека се губи. Фала ви на сите што останавте. Сега со вас сум некако послободен така. Не е кликбейт видеово. Кликбейт е кога лажам. Не лажам, стварно се збогувам со Иван Ајнштейн и кажам добре да иде на Иван Ајнштейн. Ајде, мавајте ме сега со пцовки, ајде, мавај, удри, пич! Зашо го менјам името од кирилица на латиница? Дали затоа што е полесно луѓе така да ме најдат и да си ја проширам мојата публика? Не! Дали затоа што латиницата е покул од кирилицата? Не! Не знам дали е покул. Покул. Менјам затоа што јас така се осеќам. Јас така сакам, нема потреба ни да објаснувам зошто. Крај, еве, моментално менјам, еве. Пау! Смената. Океј, малце ми е тешко, ама... Други работи што сам да ги зборам видео со кои што на некој начин ќе ви давам одговор за некои работи што ви се нејасни за мене. Рецимо, Иван, не те гледаат толку луѓе колку што те гледаа порано. И сум многу среќен поради тоа, затоа што знаете ли сега кај се тие луѓе? У курац, пошто ја таму ги пратив. И не сакам да ме гледаат луѓе што не ме разбираат. Последен ќе бидам да ме гледаат 5000 луѓе што ме разбираат, што ме сакаат, ми го сваќаат хуморот, отколку да ме гледаат 40.000 луѓе кои што ми викаат Иван, немој да пцуеш, па еби си ја мајката! Сериозно, нема да ви се верувам, ми доаѓале родители на деца и ми викале Иван, не пцуј по видеята, моето дете те гледа. Па дали си ти жена нормална? Ја на тоа сум одговарал, нека не ме гледа. Ја не правам видеа за твоето дете. И тоа не значи дека ја не го почитувам твоето дете, туку значи дека ти не го почитуваш твоето дете, али извини, нема да ти се мешам у васпитавање. Немам потреба од твоето дете, немам потреба ни од тебе, немам потреба од никој што не ме разбира. Сваѓаш? Која си па ти да ми се мешаш у мој контент? Мој канал е, моја содржина. Ја уште од првите видеа што ги ставив на YouTube сум подеднакво вулгарен како што сум и сега. Не дека јас сега си имам сменето нешто. Еве, што не земеш ти? Еве, ти снимај, тебе нека те гледа твоето дете. Или па не знам, тебе усвари секако те гледа по дома, а ти секако по дома пцуеш. Значи, родителите смеат да пцујат, а јутуберите треба да бидат добар пример за сите деца. Види, ја на YouTube не дојдов да правам детски емисии. Ја на YouTube дојдов да си ја искажам уметноста. Каква идеја? Сега може кажете гомна дека тоа не е уметност што го правам, а се едно, све е уметност, све што секој можен човек прави у светот е уметност. Ја на YouTube дојдов да искажам мојата уметност и секој поединечно си бира дали сака да ме гледа, дали не сака да ме гледа. Не сум заинтересиран и не прифаќам да се прилагодувам на било кој за да ја бидам попопуларен. Не ми треба тоа. Сакам да бидам јас. Од тука ќе се надоврзам на муабетот дека киќе поише ја гледаат од мене и не сте свесни колку тоа ме радува. Јас ја донесов киќе на YouTube. Јас ја научив на секоја ситница поврзана со YouTube и уште ја учам на некој начин. И сум цело време покрај неа и нејзиниот успех ме радува дупло повеќе од мојот. Сега мислам да спомнам име на сите јутубери, дека ни е многу криво кога ни серете, кога сме земале спонзорство и правиме реклама за некој бренд. Значи, вие сакате да не гледате нас, али мразите кога на една минута ќе спомнам некој бренд што ме платил еквивалентно на тоа да би ја добил 10 милиони views. Пичка му матер, кај ви се нуди бесплатно да не гледате на YouTube и бесплатно да се предплатите на било кој канал, уште рекламите сега ви сметале, извини. Еве, ја ветувам дека нема да прифатам ни еден спонзор ако вие прекинете да бидете себични. Вие сте криви што ние јутуберите зијаме спонзори. Вие сте криви што ги гледате тие реклами што толку многу ги мразите на нашите канали. Себични сте. Го гледате моето видео, интересно, вие го гасите и толку. Хајде, мамо, хајде.
Шо? Ако стварно ти е толку интересно видеото, зашо не го пратиш и на некој друг да му биде интересно? Прати го на другар, прати го на мајка ти, прати го на татко ти. Пушти го у друштво кога сте седнале да пиете, не знам. Тебе ништо нема да те кошта, би допринел за твојот омилен јутубер да не се крека усред видео со некоја реклама. И ако стигнам до тоа ниво да ги зијам тие пари од само луѓе што ќе ме гледаат и некој добродушен што ќе ми кликне на некој рекламче од оние што се појавуваат банерите, и ако стигнам до тој степен да ги зијам истите пари што сега ги зијам од спонзори, ја никад више нема да ми имам потреба од спонзори. Разбираш? Еве, помогни ми. Еве, ми треба твоја помош. Еве, помогни ми. Ако ти мислиш дека сум интересен, зашо на тебе сум ти интересен, а на Васил да не му бидам интересен? Еве, на Васил ќе му бидам интересен. Прати му го видеото на Васил, нека ме гледа и Васил, Васил нека го прати на Мирка, Мирка нека го прати на... И ја ќе правам YouTube. Требаше сценарио да напишам. Ако до сега остану видеово и уште не ти дојав преку кур, сакам нешто да ти се пожалам и да ти се извинам, што толку ми е силата. Не можам почесто да правам видеа. Стварно се трудам кога што можам. Не можам. Мислам, ја можам, али ете, тоа што зборев, нема да ми бидат померак. Не сакам да објавувам видеа што нема никаков едит, као не се осекам така. Нема да ми биде мене по кејф. Проблемот е што толку ми е времето, се вложив многу у работата. Ќе ви одговорам и на прашањето што ме мучеше толку многу, дали работам за Reaction Time, за Free Time, дали едитирам за Азилен, за Infinite. Очигледно знаете кои се тие канали. Ја искрено не знаев за повеќето од нив пред да почнам да работам за нив, али да работам за овие луѓе. Не дека нешто криев, али ета погрешка ми се фаќало у кадар, као едитирам нивни видеа, као ми се рендерираат нивни видеа позадина сасвим случајно. И сега рачунај, ја по цел ден тоа го работам. Правам видеа цел ден и колку време и сила мислите дека ми останува за да ја седнам и да направам моje видео. Сум имал понуди од неколку дечки да ми едитираат видеа и претежно сум ги одбивал, пошто не ми се верувало дека ќе ми се свигаат видеа направени од било кој друг. Али еве, ако некој мисли дека може да ми го погоди стилот, да го има мојот хумор, слободно, нека ме контактира на мејл и сигурно би ти плаќал поише отколку дневница што би ти плаќале ако работиш у кафич. Знам дека отупев, али пак ветив дека на 40.000 ќе ја фарбам брадата, као затоа ја пуштав. Фала ми многу на 40.000 сабскрајбери. Ја ја офрбав многу пути пред да соберам 14, што зборам? 40.000 сабскрајбери. Ајде еве да наречете дека сум педер. Може вака? Еве да наречете дека само под дома си ја чувам брадата фарбана. Глеј, ти се свиѓа? Добро е, знаеш вака да те... Не ми режи сега тука се евме некни заедно. Ајде некој друг ќе прашам. Еве, гледате ме. Јеј, фарбан сум. Ствари многу ми е повидно што сум по крокс. Сигурно има нешто што не кажав, али не сте свесни колку олеснето се осеќам. Се надам дека вие што уште го гледате видеово, дека стварно ме разбирате, дека не сте ретардирани и онака само да го гледате Иван Ајнштајн, колку да се каже дека го гледате Иван Ајнштајн. Да знаете само дека нема да прекинам со срањаво, колку и да ми е некогаш мачно, сепак ова е тоа што сакам да го правам во животот и ви препорачувам и вие секогаш да го правите тоа што сакате да го правите во животот, затоа што треба да го правите тоа што ве прави убаво да се чувствувате. Сите ние живееме за чувства и единствената обврска во животот ние да ги направиме тие чувства убави. Чувствувате се убаво, педери. Се гледаме за брзо. Чао, чао. Видов дека имам уште една минута за да удрам 10 минути со видеото, пошто ето поише ги сака видеото со 10 минути, така да тоа значи дека остана време и вие да кажете што мислите. Еве, имате една минута, слушам, повели. Чекай да се спенкат само, по-добро ќе изгледа. Добро. Што те мачи уствари, поточно? Тоа. Молим? Добро, не, окей, продолжи.
Мудри 10 минути? Па, изгледа. Добро, окей. Се надам дека оцениш ова што ти дадов и тебе простор да кажеш тоа што мислиш.